господине Зендели, што се однесува до најавената реконструкција и предложените министри за именување, верувам дека нема да донесат ништо ново во работењето на владата, тоа го кажав и претходно, и можеби ќе беше подобро и честно премиерот да каже дека му е потребна нова патерица која што ќе го продолжи одот во криминалот и корупцијата која што е создаден во периодот на владење на СДСМ и на ДУИ. Денеска видовме дека најавите за зголемено за ново мнозинство дека не се остварени и дека повторно имаат околу 64 пратеници и дека тоа мнозинство најверојатно и ќе се топи со текот на времето, затоа што гледаме дека коалиционите партнери, како што се Алтернатива, Демократски сојуз, огнената група од ДУИ, а најверојатно ќе се јават и нови пратеници кои што се повеќе ќе го напуштаат овој криминал од влада. И факт е дека оваа реконструкција ќе овозможи само да продолжи арогантното и нескриено користење и злоупотреби од страна на владата и дека новите министри со своето учество во оваа влада ќе бидат соучесници во целиот криминал. И уште еднаш морам да кажам дека одлуката на Алијанса е можеби суверена одлука на партиските органи, но сепак сметам дека тоа ќе овозможи луѓе како првиот вице-премиер господинот Груби да продолжи со понатамошни злоупотреби, како што се случаите со дуќерот од половина милиони евра, како што беше скандалот кој што излезе пред неколку дена, како Бирото за метеорологија набавува мобилна лабораторија 3 пати поскапо, а истата е водена од директорка блиска на првиот премиер. И нормално на крајот ќе очекуваме и ќе следиме работата на новите министри и она што народот го очекува, тоа е подобар живот, зголемување на стандардот, намалување на сиромаштијата. Тоа нема да се случи и затоа сметам дека оваа влада не е реконструкција, оваа влада е деконструкција и ќе донесе само промашувања и нови порази како на Република Македонија на надворешен план, така и внатрешно со се поголема осиромашување на граѓаните. Благодарам.